Почитувани, Ковачевски, Пендаровски и јавното обвинителство молчат четврт ден за грантот од 620.000 евра на сопругите на вице-премиерот Битичи и директорот на Агенцијата за разузнавање Еролд Муслиу, кои успеале да добијат со претходно склучен меморандум со националниот координатор за сузбивање на тероризам назначен од владата. Грант од 620.000 евра, сопруги на вице-премиер и директор на служба, одлука на влада, сето ова ставено во една реченица треба да биде доволно јавното обвинителство барем да се заинтересира да провери и да отвори истрага. Но оттаму молк. Колку повеќе откриваме за случајот, толку повеќе станува јасно дека власта сериозно забегала. Имено, единственото нешто кое сопругата на Муслиу го има со безбедноста и со борбата со тероризмот е дејноста на нејзиниот сопруг, директор на Агенцијата за разузнавање, затоа што господјата е магистер на земјоделски факултет. Која е експертизата која истата ја има за областа и како се нашла да биде дел од конзорциумот? Колку може да биде квалитетна експертизата и анализите кои за потребите на Националниот комитет за насилен екстремизам и борба со тероризам, во кој членува нејзиниот сопруг, ги прави магистерка по земјоделие. Почитувани, представниците на власта со злоупотреби на службени позиции, со трговија со влијание за добивање на странски грантови од областа на безбедноста на земјоделци, чии сопрузи се државни функционери, докажуваат дека институциите максимално се злоупотребуваат и искористуваат за лични лукративни цели. За сите горе наведени информации, институциите кои се под целосна контрола на СДС и ДУИ молчат. Со молчењето јавното обвинителство, Пендаровски и Ковачевски потврдуваат дека знаат и го одобруваат ова дејание. Доколку сакаат да глумат европјани, тогаш Пендаровски да не молчи, туку веднаш да го разреши Муслиу и да го повика истото да го направи и Ковачевски со Битичи во собрание. Ви благодарам.